loving you as the earth spins round the sun without end. I am loving you as the day turns into night again. And I will always love you till the sun begins to fail, till the breaking of the waves will cease. Гледан од аспект на надворешниот дизајн, Note успешно се носи со својот датум од изводот на родените. Хируршките затегања на борите даваат резултат, па возилото се уште изгледа интересно. Играта со предните светла, како и дотераната маска ја даваат препознатливата Nissan Note на изгледот, а силуетата веројатно и кај наследниците ќе ги задржи истите линии. Тука едноставно се работи за извлекување на максимален корисен простор од дадениот волумен. Обликот на задните светла и понатаму ќе остане белек по кој ќе се препознава Note. Ова беше првиот дел од тестот на Nissan Note, почитувани мои. Не одете никаде, следи кратка пауза, а веднаш потоа вториот дел од тестот. Австријска традиција на осигурување во Македонија. 7 милиони осигуреници во 24 земји во Европа. Повеќе од 90.000 задоволни осигуреници во Македонија. Уника осигурување на новата генерација. Во продолжение следиме вториот дел од рубриката Наше возило, во која се дружевме со Nissan Note. Тестниот модел беше опремен со бензински агрегат од 88 конски сили. Со големо задоволство уште еднаш се осврнуваме на убавата страна на парискиот автомобилски салон – девојки и автомобили. Последната рубрика е секогаш резервирана за ексклузивата – Maserati Gran Cabrio Sport и Gran Cabrio MC. Се враќаме назад со рубриката Наше возило, почитувани мои. Имавте прилика да видите дека тестираме Nissan Note кој е опремен со бензински агрегат од 1,4 литри, а располага со 88 конски сили. Наред е разгледување на внатрешноста на возилото. Внатрешноста е проектирана со цел обезбедување на максимална функционалност и повеќе наменска искористливост. Настрана фактот што јапонските производители имаат високи стандарди при избор на материјалите, чувството во внатрешноста ќе знае да развесели. Логичниот распоред на командите и нивна лесна употреба исто така спаѓа во генетиката на секој Nissan. Можеби на моменти ќе се посака уште некое одлагалиште повеќе или пак поквалитетна аудио опрема, но тоа се сепак повеќе очекувања на размазените европски купувачи отколку наши критериуми.
Максимална брзина од 165 км на час и забрзување од 12,8 секунди секако дека не представуваат некој спектакуларен резултат. Но пред да се донесе краен заклучок, повторно треба да се земе предвид карактерот и намената на овој Nissan. А целта за која е наменет, Note ќе знае извонредно да си ја изврши. Патните брзини од околу 120 км на час ги одржува без напор, при тоа внимателно празнејќи го резервоарот. Интересен момент при возењето на автопат е бучавата која во внатрешноста е добро задушена и допира само во лесно подносливи количини. Вкупниот впечаток говори за зрело возило, со проверени решенија, кое при тоа лесно се користи и ефтино одржува. Масерати продолжува да го развива својот голем кабриолет. За идната моделска година прикажани се изведбите Grand Cabrio Sport и Grand Cabrio MC. Но пред тоа, на ваше барање и на задоволство на сите, убавината прикажана на автомобилскиот париски салон. Welcome to the candy shop. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a in the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, your friends teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top and get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the after you work up a sweat, you can play with it. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your girl, not in your hand. Take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Два идентични кабриолета. Навидум само бојата ги разликува. Бел и црвен. Во двата случаи, без никакви двојби, се работи за Масерати, и тоа за моделот Grand Cabrio. Две екстремни интерпретации на еден идентичен модел, два екстрема на природниот порив на човекот кон брзините. Две солуции за постигнување на стремежот кон брзо совладување на растојанијата, но не по било која цена, туку со високо цивилизацијските достигнувања, убавина, стил и престиж. Црвениот кабриолет е наречен едноставно спорт. Во предниот дел носи V8 мотор од 4,7 литри и спортски настроени 460 конски сили. Емоциите навираат од самото интерпретирање на капацитетот, максимални 285 км на час и катапултирање до првата стотка за рамно 5 секунди. Белиот примерок носи ознака MC Stradale и не случајно. Тоа се ознаките кои Масерати ги користи за својот тркачки програм. Во основа идентичната механичка група како и кај црвениот болид, со таа разлика што се вградени аеродинамични трофеи од дизајн детали превземени од надпреварувачките болиди на Масерати. Да, секако мора да се спомене и шестостепениот ZF Automatic. Помеѓу неколкуте програми, тој е опремен и со автоматски старт. Резултатот е подобро забрзување за 0,1 секунда и поголема максимална брзина за 4 км на час. Освен минимално поизразените перформанси, MC изведбата е опремена и со поинакви седишта, како и опрема која овозможува и подолги патувања. Заедничко за двата модела е количината на задоволство која ја даруваат со секое седнување во нив.
Спортските перформанси сами по себе налагаат примена на високи технолошки критериуми, а кога во игра ќе влетаат луксузот и имиджот, тогаш цената која се врти околу сумата од 250.000 евра станува разбирлива. И досега знаевме, Масерати Гран Кабрио ќе можат да си го дозволат само одличните ученици. И тоа не сите, само оние чии татковци имаат стабилни банкарски сметки. Се надеваме, почитувани наши, дека уживавте во денешното дружење со нас. Голем поздрав од екипата која го потпишува денешното издание на Live Alto Style. До следната наша средба, секој е добро.